Јас сум Александар Тортевски, еден од иницијаторите за формирање на политичката партија Твоја. Ова е господја Најчевска, исто така член на иницијативниот одбор. Овие разговори ги замисливме како разговори во кои што ќе одговориме на дел од прашањата кои што ни ги поставуваат како на социјалните мрежи, така и лично, и како разговори со експерти, со луѓе кои што имаат знаење од областите кои што Твоја ги определи како приоритетни области за кои што најмногу ќе се залага. Па еве едно од прашањата кое што упорно се повторува и за кое што луѓето сакаат да слушнат е како тоа си замислуваме ние да постои интернет партија. Што значи дека оваа партија ќе биде интернет партија? Па, ние сметаме дека интернет комуникацијата е иднината, односно и сегашноста веќе, и дека на овој начин може многу полесно да се функционира. Сакаме да ги избегнеме собирањата по штабови, одење по трибини, по митинзи. Сметаме дека сето тоа само создава една лажна представа за големината на партијата или за нејзиното значење. Ние мислиме дека пристапноста до секој човек и презентирање на идеите преку електронски пат е иднината и дека на тој начин можеме да стигнеме до целната група на нашите гласачи. Сметаме дека тоа не е сигурно дека нема да биде многу голема целна група, дека одреден дел ќе бидат надвор, меѓутоа од друга страна сметаме дека токму пак таа група на луѓе практично се луѓе кои што најлесно ќе ги прифатат нашите ставови, кои што ќе ги презентираме и за кои што ќе се бориме. Едно прашање има кое што мене ми го поставуваат често, не знам дали му го поставуваат на Тортевски, а тоа е прашањето како двајца луѓе со прилично различен идеолошки бекграунд решиле заедно да прават партија. Имено јас сум од тие што се повеќе на лево, а Тортевски е од тие кои што се во центарот, па дури клонат кон десно. Она што ја можам да кажам е дека дури и луѓе кои што имаат навистина многу различни идеолошки пристапи кон начинот на кој што може да се постигнат одредени цели, можат кај нас да се најдат околу заеднички параметри. Ја можам да кажам дека еден од заедничките параметри ние дефинитивно зелената опција или климатските промени, односно заклучивме дека и тие што се лево и во центар и десно мораат да дишат. Абсолютно. И дека мораме да најдеме решенија кои што не зависат од идеолошката припадност. Вториот елемент околу кој што дефинитивно се најдевме беше владењето на правото и за мене посебно важно, во кое што во секој момент го поддржувам Тортевски, е нултата толеранција за корупција. Апсолутно. Мислам дека нема лева или десна екологија. Првиот приоритет и првиот мотив кога тргнавме да го реализираме овој проект беше борбата за право, правна држава, реформи во судството и одговорност, заради тоа што сите сме свесни дека во Македонија има една политика на неказнивост која што веќе дефинитивно станува како државна политика, што нас многу не загрижува. И тоа не беше првиот мотив, меѓутоа полека со времето сваќаме дека за да направиме нешто многу сериозно во доменот на екологијата, макар што веднаш мора да се пристапи кон некакви радикални чекори, свативме дека можеби за реформи во правосудството ни требаат 5 или 7 години, меѓутоа за тоа време треба да преживееме овој воздух кој што секојдневно го дишиме, веројатно дека ќе не убие пред да стигнеме да ги направиме тие реформи. И затоа полека екологијата и заштитата, односно ревитализација на човековата околина, како беше реанимација. Реанимација, заради тоа што имаме мртва природа веќе, човекова околина нема што да се штити, туку треба веќе да се оживува. И од таа причина
тука нема простор за идеолошки разлики. Еве сега јас сум десен центар некаков, меѓутоа од друга страна еден од приоритетите, бидејќи следното прашање кое што ни го поставуваат се што би направиле прво веднаш кога би утре хипотетички кога би станали, кога би биле во ситуација да одлучуваме и да носиме решенија, што би направиле веднаш брзо. Едно од решенијата мое би било отпис на багателните долгови што се на граѓаните спрема јавните предпријатија и државата, кои што се 1 денар, 10, 20 денари до 5, не знам, можеби до 300 денари, да тие не одат во судски спори, да не се наплатуваат, заради тоа што тоа мултиплицира подоцна многу поголем проблем отколку бенефитот од самата постапка. Тоа е едно, би рекол, крајно лево решение, меѓутоа од друга страна, ако земете дека можеби има 100.000 такви предмети кои што ги обременуваат постапките, подоцна органите кои што спроведуваат постапка не можат да се фокусираат на оние реалните големи проблеми. Така што има многу простор за соработка, независно од определбата лево или десно, и нашата определба која се формиравме дека се собираме околу најмал заеднички именител, а тоа се приоритетите на твоја. Многу мене баш тоа го поставуваат сега како прашање. Ти спомна кои се тие 5 работи кои што веднаш би ги направиле. Јас веднаш излегов со 1-2 работи кои што ми тежат веќе подолго време и за кои што упорно настојувам да дојдат на дневен ред. Првата работа се однесува на се она што представува намалување на бенефициите кои што ги имаат функционерите, пратениците и сите оние кои што се наоѓаат на овој или оној начин во власта. Значи, бенефиции како залудно или непотребно трошење на пари, било да се однесува на големи дневници, било да се однесува на користење на државните ресурси, било да се однесува на... А што мислиш за финансирањето на политичките партии? Дали е тој трошок од 4.500 евра, дали се вклопува во вашите леви или десни ставови? Каде тука ги гледате? Дефинитивно, мислам дека твоја партија многу јасно кажа дека независно што тоа може би изгледа дека не е во незин прилог, дека е против финансирање на политичките партии од државни пари. Значи, политичкото здружување е слободно здружување кое што би требало да ги обедини луѓето околу некои заеднички интереси, потреби и слично и освојување на власта за остварување на тие потреби и интереси. Меѓутоа, навистина, најголем дел од активностите на политичките партии можат да се направат од многу скоромни, многу разумни членарини кои што би ги плаќале членовите на партиите. Токму тоа и ние на основачкото собрание го дававме финансискиот извештај за функционирањето на твоја досега има потрошено 24.000 денари собствени средства, тоа се практично членарини платени од членовите на иницијативниот одбор, и со тоа ние практично функционираме овој период, покажуваме дека навистина може ефтино да се функционира. Скапи партии и скапо платени партиски функционери подоцна продуцираат скапо платени државни функционери, и тоа веќе едно со друго не оди. Ако некој заради политичкиот ангажман во партијата добивал солидна плата, ако користел службено возило, скапа кола, ако добивал дневници, тој кога ќе стане државен функционер, нормално дека ќе сака тоа да го мултиплицира. И апсолутно се сложуваме тука дека тоа е некоректно спрема граѓаните кои што живеат во сиромаштија. Бидејќи прашањето беше што прво би се направило, јас утре кога би станал власт, веднаш, значи, би го забранил увозот на смет. Да се разбереме, тука има разлика. Има увоз на секундарни суровини и увоз на ѓубре. Значи, за да не се направи штета на индустријата, која што можеби го користи, не можеби, сигурно го користи некаде како енергенс, значи би им се дало некаде 3 дена
рок, после 3 дена би требало да стапи апсолутна забрана за увоз на тоа ѓубре и за тоа време веднаш да се постават параметри што може, а што не може, заради тоа што факт е дека и развиени држави увезуваат, меѓутоа увезуваат селектирано, се знае на кој начин се справува државата, каде се користи, во какви печки, а вака, значи, мене ми беше сосема јасно и од тука, значи, несреќен сум што тоа е појава во Македонија, меѓутоа во известна смисла, да не речам дека сум горд, меѓутоа кога следев една емисија на Телма, кога представникот на циментарница кажа дека ѓубрето го купуваат за 700 евра по камион, значи 35 евра по тон, за 700 евра по камион франко истоварено во фабриката, тоа е сосема јасно дека извозникот од Италија губи минимум по 300 евра по камион. Тоа значи некој ви подарува пари за да купувате такво ѓубре. Тоа е исто како да отидете во маркет и некој да ви дава 10 денари за да земете чоколада. Или, ајде да не биде толку вулгаризирано, значи како да најдете чоколада од 200 грама за 2 денари и вие да сакате дома да го однесете. Многу е интересно дека мака се мачеше и се уште се мачи воопшто кога разговараме за отварање на инценератори, значи специјализирани структури кои што би го обработувале ѓубрето за производство на енергија, кои што подразбираат многу јака регулатива и кои што подразбираат исклучително моćни филтри кои што би спречиле излегување на штетните гасови и во државата во ниту една општина не се најде некој кој што би загризал во залакот инценератор, меѓутоа затоа пак предпријатија слободно увезуваат таков отпад, го користат и многу мала е проверката на она што излегува како значи како загаден воздух или како честици од нивните оџаци. Ние секогаш одиме по обратен пат. Да, тој начин на справување со отпадот функционира ако ние го селектираме. Имено, да. Значи, сега, Македонија е целата депонија, мене не ми се оди за Охрид, кога ги гледам сите оние џумки високи по 3-4 метра, тоа е се истоварен камион со смет, кој што подосна нешто почнале да растат некои растенија од озгоре и тоа е се практично некакви темпирани бомби во земјата кои што ќе навлезат во подземните води. Меѓутоа, сега, ние не го селектираме, не го собираме нашето ѓубре, увезуваме странско ѓубре. Значи, нормално дека треба на тој начин да се однесуваме, меѓутоа, ние треба полека да водиме борба со луѓето, со едукација, да почне селектирање на нашиот смет, да има фирми кои што тоа ќе го собираат. Кога ќе го потрошиме нашиот, тогаш ќе видиме до каде сме стигнале. Значи, тоа е првата работа што јас би ја направил. Втората работа е промена на одредени процесни закони. Знаеме дека за тоа треба некакви покомплицирани мнозинства. Значи, меѓутоа, тоа би го направиле веднаш, одредени процесни закони да се сменат, да се забрзаат многу постапките, меѓутоа не на квалитет на правораздавањето, туку судските постапки да не може да траат практично вечно. Да не доаѓа до толку често до застареност, меѓутоа тоа е нешто што е посериозен проект и навистина треба поширок круг на луѓе, меѓутоа луѓе кои што сакаат и го знаат правото и кои што сакаат вистински промени. И третото го реков пред малку, бришењето на сите багателни долгови. Значи, неверојатно е тоа долг од 10 денари да се процесуира, да се оди по судови, судски такси, адвокатски награди, трошоци на извршители и тоа да стане нешто што ќе му одземе на граѓанинот можеби 2-3 просечни плати. Тоа е скандал за државата и мора да се реши. Следно прашање кое што упорно некои поставуваат сега, посебно кога се ближат изборите, е дали би коалицирале со некого, односно дали има некоја партија која што ни е поблиска.
Она што мене ме привлече во твоја партија, уште на почетокот кога разговаравме со Тортевски, беше тоа дека ние не прифаќаме коалиции ни пред избори, ни после избори, токму заради една многу јасна стратегија, јасна идеја да поддржиме се што е квалитетно во државата, секој квалитетен предлог, секој квалитетен човек, затоа што ние сме мала држава во која што има ограничени човечки капацитети и слично, и секој облик на менување на луѓето заради нивната партиска припадност, без да се води сметка за она што може да го пружат, всушност представува губење на енергија и на можности, и посебно она прифатено дека се што ќе кажи позицијата се одбива од опозицијата и обратно. Мислам дека тука многу се најдовме со Тортевски. Апсолутно. Многу би било глупо да формираме политичка партија во моментот со намера да коалицираме со некого. Ако некој ни е доволно близок за да коалицираме, ние како луѓе би пристапиле таму. Многу ми се допаѓа она што господја Најчевска го кажа уште на првиот иницијативен одбор, дека ние ќе ги поддржиме сите добри иницијативи независно од кого доаѓаат, и ништо тоа не обврзува и не врзува за понатамошна соработка. Одреден проект ако е добар, предлог од било кого, ќе го поддржиме, а тоа може само да го ако сте независни. И тука немаме дилема, и еве можеби како едно прашање, бидејќи нас ни поставуваат прашања, меѓутоа заради интеракција со гледачите, еве за следниот пат нека ни постават прашања дали некој во историјата се сеќава кога ВМРО или СДС рекле дека некој предлог од опозицијата е многу добар. Нека размислат и да видиме, нека ни го постават тоа како прашање. И второ прашање, ако можат да ни кажат за 30 години со кои проекти на владеачките партии се задоволни. Вака, што они би направиле, што направиле и со што би биле горди ако би биле припадници на тие партии, и можеме да разговараме. Јас ќе кажам, мислам дека знаме еден или два, меѓутоа тоа е тема за следната емисија. Инаку во однос на коалицирањето не размислуваме воопшто. Ние сакаме да ги презентираме нашите ставови, би биле среќни идната влада да зависи од нас, и тогаш би најверојатно дека би дале малцинска поддршка на владата, со тоа што би барале и од сите партии да дадат активно учество, конечно да почнеме да излегуваме од оваа криза во која што се наоѓаме. И едно многу интересно, конкретно прашање, никако не се повторува и се актуализира во последно време, или од време на време така циклично се актуализира, а тоа е што би направиле со казината и кладилниците. Тука јас сум многу ригорозна, според мене не треба да има казина и кладилници во градското подрачје. Тоа е решение кое Албанија го направи, и Косово исто го направи, јас се сложувам апсолутно. И оние кои што лобираат за ова што го имаме денеска, се многу моćни, меѓутоа не убедуваат дека граѓаните и дека тие фирми практично партиципираат со голем дел од даноци во буџетот, што не е точно, заради тоа што ако некој губи 50.000 денари месечно во електронско казино во некаква фикција дека може да го победи автоматот, тој ако тие 50.000 денари ги потроши за купување на книга или чевли или облека, или отиде на некоја убава представа. Да, или отиде на, значи ќе го потекне на вистински начин на нашето стопанство, нашето производство. Ако купи, да речеме, и домашни производи или било како било, истите давачки, можеби и повеќе преку посреден пат ќе се слеат во државата. Тоа е само фикција, тоа е фрлање магла. Јас апсолутно се сложувам дека ваквите решенија каде што секој втор дуќан во центарот на сите градови во Македонија се или кладилница или електронско казино, треба да се смени. Впрочем, Грција и Турција тоа го направија, тоа го направи Албанија пред извесен период, тоа го направи и Косово, така што повторно сме последни.
Значи, и тоа би можел да биде еден од приоритетите на И многу на би твоја- било убаво доколку тој простор на овој или оној начин се обезбеди да биде поврзан со културата, да бидат отворени библиотеки, читални и слично, што ни е малтене необходно во оваа ситуација во која што се наоѓаме. Па ја мислам дека како за прв разговор е ова доволно. Да. Се гледаме набргу, ние ќе разговараме со луѓе на вистина од различна експертиза од различни области и стимулираме поставување на прашања на кои што ќе можеме да одговориме било ние, било други членови на партијата или пак експерти кои што на овој или оној начин кореспондираат со приоритетите на чии што ставови партијата. секогаш им биле приближно како нашите или блиски, така што мислам дека ќе бидат и следните емисии интересни, а во продолжение на оваа емисија ќе се обидеме да ви ги поставиме инсертите од основачкото собрание за кои што сметаме дека се интересни за јавност. Ви благодариме што бевте со твоја овие минути. Се не убаво. Почитувани пријатели, членови, симпатизери, драго ми е што се сретнавме вака, иако бројот не е импозантен, од друга страна па ми се допаѓа што е, би рекол, камерен состав во кој што можеме навистина да поразговараме отворено, да си отворено да кажеме до кај сме, кои ни се проблемите со кои што се соочуваме, како ќе исчекориме напред. И можам да ви кажам дека многу сум задоволен, тоа е веројатно флоскула која политичарите, не се сметам себе си за политичар, која даваат извештај за сработеното. Од една страна сум многу задоволен, од друга страна и јас и сите други веројатно заслужуваме сериозни критики, меѓутоа ќе ви кажеме со што се соочуваме, кои се нашите размислувања, дилеми, и тука сме сите заедно да видиме како поинаку можеби нешто можеме да делуваме. Твоја партија е специфична партија. Тоа е партија која што заклучи од самиот старт дека мора да оди нешто поинаку, да оди обратно, мора да оди на поинаков начин отколку што партиите во Македонија се формираат, функционираат, работат и подосна кога ќе влезат во парламентот или кога ќе освоат власта и управуваат држава. Значи, тоа се партии навикнати на сериозни материјални средства, значи партии кои што го злоупотребуваат сега во последно време дури и буџетот најотворено и кои што од самиот старт продуцираат политичари подмладок на партиите кои што се навикнати да добиваат големи средства, се да им е решено и подосна кога стануваат функционери, нормално дека тие не можат, сега биле во опозиција и одеднаш стануваат функционери, да им се намали стандардот или да им се намалат привилегиите кои што ги имале во партијата додека биле партиски функционери заради тоа што добиваат средства од буџет. Горд сум на една работа. Во досегашниот период на работата можам да ви кажам дека твоја партија потроши 24.000 денари. Може би е многу малку она што го направивме, меѓутоа, ако повлечеме паралела во овој период од 6 месеци во кои што работиме, и тоа ние имаме еден, мислам, сосема исправен став. На никого не му забележуваме кога го нема еден месец. Имаме сега доста членови, деновиве ни пишуваат. Еден е во Берлин, друг имал друг деловен проблем во Хамбург. Значи, ние не им забележуваме на луѓето кога ги нема по неколку месеци. Ние, напротив, се радуваме кога ги имаме по еден час. Значи, ние не сакаме да создаваме партиска војска, партиски послушници, не сакаме да создаваме партиски лепачи на плакати, не сакаме митинзи, не сакаме кока-кола и сендвич. Сакаме луѓе што размислуваат, еднакви луѓе кои со своји идеи и кои што ќе го дадат својот максимален придонес од она што се вика нивно слободно време. Мислиме дека на тој начин ќе создадеме најдобра критична маса за да ги донесе
потребните промени во Македонија. Кога почнувавме со партијата, сметавме дека прва точка и се уште е правната држава, одговорност и комплетни реформи во правосудниот систем, дека тоа мора да биде најударно и сите анкети го покажуваат тоа дека луѓето на листата на приоритети тоа го ставаат како прв приоритет за државата да почне да заличува на пристојна држава. Меѓутоа, како поминува времето, полека сваќаме дека веројатно ќе мора да ги изедначиме приоритетите. Првиот е правото и правна држава и одговорноста со екологија. И уште на самиот почеток рековме дека не се работи веќе за заштита на човековата околина. Ние немаме човекова околина. Ние, значи, ја именуваме таа точка на дневен ред како оживување на човековата околина. Ние имаме мртва природа. Нашите реки се мртви. Нашите полиња се мртви. Се залажуваат луѓе дека имаме прекрасни полиња, чисти, со органска храна. Не е точно тоа. Прво, речи се да нема нива каде што е исторен шут, каде што не е исторен шут. Прекумерна употреба на пестициди, неовластено, без никакви сознанија, без никакво познавање. Значи, загадување огромно, тоа се реперкуира со практично со недостаток и на елементарно право човечко на слободно движење во текот од 6 месеци во Македонија. Практично со овој степен на загаденост во сериозна држава би било забрането излегување надвор и било какво движење на отворено. Бев присутен во Прага еднаш кога имаше 60 PM честички во воздухот и имаше апел општ луѓето да ги остават возилата, да одат на планина и луѓето ги послушаа властите и веќе наредниот ден загаденоста падна на 30. Ние 30 не сме имале никогаш. Значи, мораме оваа точка од дневен ред, овој проблем да го подигнеме на повисоко ниво и за жал свеста кај граѓаните расте, меѓутоа од друга страна бекфитот на политичките партии и елитата во однос на оваа работа е никаков. Денови излезе фрапантен податок. 8 милиони тони отпад е внесен во последно време во Македонија. Некој го даде, не знам колку е тоа возила, можеме да пресметаме брзо. Гледав една емисија на телевизија, представничката на УСИја се фали дека за 750 евра по шлепер добиваат еколошки чисто гориво од отпад. Меѓутоа, веднаш, бидејќи имам некакви мали познавања, веднаш пресметав дека тој што го испраќа тој отпад и го продава на циментара, губи 250 евра најмалку по возило. Ве молам, некој ви плаќа за да земете ѓубре. И сега излегува представник на тука е заменикот министер за екологија, тука е представник на фабриката која што троши такво ѓубре и не убедуваат дека во Македонија не се увезува штетен отпад. Не сум чул дека има корисен отпад, сериозно. Може би во некоја фаза, во некоја добра постапка може тоа да се искористи за енергија, меѓутоа, ако некој губи за да вие земете ѓубре 250 евра по камион, тука тоа е огромен криминал. Фрапантни се бројките, не знаеме дали се точни, значи ги немаме релевантните податоци, меѓутоа 8 милиони тони ако е внесено во Македонија, тогаш Македонија практично точно гледаме зошто е неподобна држава за живот. Отиде кај нотар да завери изјава, да ја донесе и за да може партијата да превземе да се регистрира. Еве, се откажавме од делот да носат луѓето и државјанство, мислиме дека ќе ги извадиме ние државјанствата, само одење на нотар. Тоа веќе не е тешко. Меѓутоа, да бидам отворен, до сега имаме 560. Имаме рок од 1 месец
да ги собереме уште 440. Ако иницијативниот одбор ги собира, тоа е речиси непромаслива пречка. Меѓутоа, затоа тука имаме изјави, не да мркнеме луѓе за уши, не требаат такви луѓе. Ако нема 1000 луѓе кои што заради желба искрена да подржат оваа опција и не можат да отидат на нотар, тогаш ќе седнеме уште еднаш ќе се преиспитаме дали ова што го правиме навистина вреди и дали има плодна почва. Меѓутоа, патот би бил многу полесен, затоа што и мене често ми се случува на улица да ме сретне човек и да каже дека ја поддржува нашата опција, меѓутоа јас немам изјава да му дадам. Точно е дека има на сајтот, меѓутоа не секој барата со интернет. Значи, ако овој терет го поделиме на присутните овде, само, а плюс имаме уште многу луѓе кои што електронски пристапиле, тоа е тројца луѓе со кои што секојдневно се комуницира, кои што ги подржуваат нашите идеи и ќе успееме. Јас ви гарантирам, го гледам расположението на граѓаните. Ако успееме да се регистрираме и ако настапиме на изборите, имаме добри луѓе, имаме и добар концепт, ќе ви го објаснам подоцна за настап на изборите. Меѓутоа, не можеме да зборуваме сега што би било кога би било. Први треба да завршиме оваа домашна задача. Емисијата сум исто гор што одлучивме и технички го решивме тоа. На YouTube нашиот канал ќе оди 2 пати неделно од идната недела наша емисија, што подоцна ќе се шерува на сите социјални мрежи. И овде би сакал, иако не се присутни, не ги поканевме луѓето, заради тоа што гледам кај доста невладини организации со голем дел ентузијасти кои навистина прават огромна жртва за некакво општо добро во Македонија, кога ќе ги поканите сакаат да бидат настрана од политичката борба. Да, вика, ние блиски сме со ставовите, ве подржуваме, меѓутоа не би сакале да се идентификуваме апсолутно со вас. Меѓутоа, независно, од ова место сакам да им се заблагодарам за се она што го прават на Сдруженијето Сплотени срца од Штип. Тоа е здружение кое што се грижи да им ја олесни положбата на ранливите категории. Председател е Зоран Мијалков, требаше да стигне сега, секој момент го очекуваме да стигне. И многу сум горд на една одлука што ја донесовме на иницијативен одбор и од нејзе нема да отстапим. Системот за финансирање на политичките партии, тоа заборев пред малку да ви го кажам, сега ќе се вратам на тоа, е таков да државата им дава огромни средства на политичките партии со кои што ние не се сложуваме и не можеме да бидеме лицемерни овде да критикуваме, а подоцна да ги земеме тие пари. Првата одлука наша беше дека нема да ги земеме тие пари, меѓутоа подоцна заклучивме дека не треба да им ги оставиме во буџетот заради тоа што тие ќе си купат коли и мебел. И нашата одлука е да ги тие средства што ќе стигаат од државата за функционирање на партијата, дека ќе ги донираме на здруженијата кои што ги помагаат ранливите категории. И од тоа нема да отстапиме. Она кога ви реков дека навистина малку имаме, може би сработено, меѓутоа за 24.000 денари, она би рекле колку пари, толку музика. Меѓутоа, навистина имаме релативно доста сработено, меѓутоа само за споредно. За истиот овој период, додека ние сме потрошиле 24.000 денари, СДС потрошил 500.000 евра, ВМРО потрошило 500.000 евра, Левица потрошила 50.000 евра. И не би имал ништо против ако тоа е потрошени, ако се потрошени нивни, лични пари на нивните членови, како што во нашиот случај. Ние сме потрошиле 24.000 денари, наши пари собрани од нашите членови. За жал, Левица добила 50.000 евра ваши пари. 50.000 евра кои што може да бидат употребени за намалување на загаденоста, за помош на ранливите категории, за подобрување на здравствениот систем. ВМРО и СДС потрошиле по 500.000 евра ваши пари. Во тоа сме различни
од тоа нема да отстапиме и мислам дека е тоа апсолутно исправна одлука. Во однос на подосна, значи, да ги поздравам само и Сдруженијата Ретвитни оброк, исто така не ме интересира нивните, значи, лични партиски определби како каде припаѓаат, навистина прават една добра работа за Македонија, шепасти ентузијасти, екосвест од ва иницијативата. Има едно момче во Неготино или во Кавадарци, Стамено. Се компјутерите од Кавадарци. Од Кавадарци, навистина прави една многу добра акција, што веројатно дека и ние ќе се потрудиме да ја помогнеме, како индивидуалци, значи некои од нас веќе имаат помагано. Дечкото прибира компјутери кои што фирмите и индивидуални лица сметаат дека треба да ги фрлат, ги поправа и ги подарува на сиромашни семејства кои што не можат да си дозволат компјутер. Тој човек заслужува сиот наш респект и почит и ќе се потрудиме, ако успееме, секако ќе успееме нешто да му помогнеме и на крај би ги ставил нашите што на почетокот беа тука, не сакав да ги инволвирам и дури да ги канам. Тоа се не биде џубре, тоа се најдобрите по мене сегменти, некого веројатно ќе испуштам од нашето општество и нашето размислување е дека ќе успееме да стигнеме, да се регистрираме, да одиме на избори и нашите листи ќе бидат отворени за овие луѓе. Нас ни требаат овие луѓе. Овие луѓе не смеат да бидат на маргините на нашето општество. Тоа се луѓе кои што се докажале дека и сакаат добро на нашата држава, на нашите граѓани, се жртвува, а не ни требаат политичари кои што државата ја сметаат како средство за екзистенција и за богатење. Немаме ништо против богати луѓе, напротив, сметаме дека треба да ги поддржиме, меѓутоа, од кога ќе се ги платат давачките спрема државата коректно. И уште нешто на крај. Исто, значи, во Штип има едно здружение за заштита на работничките права, што, значи, навистина е многу симптоматично, што воопшто треба да има потреба за здружение за заштита на работнички права, кога во една цивилизирана држава. Луѓето се борат, собствениците на фирмите да не им го зимаат назад К-15 или да не им го зимаат ова задолжително зголемување на платите, да не ги примерува да работниците да им го враќаат. Се уште имаме такви ситуации и тие луѓе исто така ќе имаат нашата поддршка и ќе ги вклучиме во понатамошната борба сите заеднички да донесеме промени кои што и се потребни на државата. Ви благодарам. Веројатно нешто заборавив, меѓутоа генерално е тоа и уште еднаш. Значи, од нас зависи апсолутно дали ќе се појавиме на изборите. Се соочуваме малку со обструкции, ги сметаме се уште во рамки на дозволеното. Лично прв пат после 30 и кусор години на политичка сцена деновиве сум изложен на една страшна канонада на навреди, клевети, измислици. Значи, веројатно ќе прочитате негде нешто. Ништо од тоа не е точно, ви гарантирам. Ме обвинуваат дека сум купил стан 400.000 евра во Прага, дека Сашо Мелков ми ги дал парите за тоа. Ќе им дадам изјава заверена на нотар во моје име да одат да проверат, да видат слободно. Само заради тоа да нема хипотека врз партијата која што практично заеднички ја формира. Ви благодарам. Дефинитивно, ова што денеска го правиме нема врска со оно што е дадено во нашиот статут. Во нашиот статут е многу јасно определено на кој начин се формираат и телата и тие ќе бидат составени од представниците на оние 8 работни тела кои што ги има на нашата интернет страна и во кои што ќе се води дискусијата и на тој начин всушност ги туркаат луѓето кон еднозначност, односно ја убиваат било која различност.
И затоа ние тргнавме со тоа дека добро, треба да ги исполниме тие формални работи, ќе ги исполниме на најможен беневолентен начин, меѓутоа потоа ќе продолжиме со работа која што на вистина ќе покаже дека сакаме да направиме нешто сосема различно. Значи, она кон што се стремиме како посебна партија, тоа е таа различност и се држиме, прв елемент на различноста е дека се држиме до тоа дека не ги оправдува целта средствата, туку целта ги определува средствата. Ние сакаме да видиме максимално демократска партија, тоа значи дека во самата партија мора да има апсолутна демократија. Апсолутната демократија значи дека не имаме председател, ќе имаме човек кој што според законот ќе ја представува за 1 до 2 години партијата и кој што цело време ќе го менуваме без право на избор. Тоа беше мојот на реизбор. Без право на реизбор и на тој начин ќе има можност цело време да имаме нови и нови представници на партијата. Партијата навидом може да личи на некако вид на хибрид. Нали, сега од еколошки аспект се многу модерни хибридите, значи хибрид меѓу она што представува политичко структурирање и здружение на граѓани. Хибридноста посебно би требала да се огледа во алтернативноста, значи алтернативите кои што ќе ги нуди самата партија, алтернативи на начинот на делување, на методологијата, меѓутоа и на решенијата, потоа на флексибилноста и третирањето на власта некако нешто кон што се стреми, кое што сакаме да го освоиме како секоја политичка партија, туку како алатка за постигнување на одредени цели кои што си ги имаме зацртано, односно како рамка на различноста која што ја форсираме. Бидејќи она кон што се насочени нашите приоритети, почнувајќи и од директното, меѓутоа и од индиректното што стои кај нив, е цело време намалување на бенефициите на власта за сметка на бенефициите на граѓаните. Значи, идејата е таа, да се намали што е можно повеќе се она што представува привилегирана поставеност на владеачките структури за сметка на се она што може да го добијат граѓаните како бенефиција. Тоа значи малку институции, ефикасни институции, државата како услужна дејност, која што може ефикасно да им ги пружи сите услуги кои што им се потребни на граѓаните, а за секоја бенефиција, бидејќи за некои од политичките бенефиции стојат објективни причини, за секоја бенефиција мора да стои трикратно поголема одговорност. Значи, ако некој има бенефицирана поставеност во државата, тоа значи дека и одговорноста е поголема. Или, ако за обичен граѓанин следи за прекршување на законот една казна од 1 година, за политичарот кој што има бенефицијата, мора да стои казна во висина од 3 години. Значи, тоа е идејата на балансирање меѓу бенефициите и одговорностите. И во секој случај искористување на целокупниот капацитет во државата. Значи, ова е мала држава, што и да ви кажат. Мислам и за Александар Македонски и слично, живееме во мала држава со многу мал број луѓе и секој човек е важен. Значи, секој професионалец, секој занаетчија, секој човек што има некаква вештина, независно од неговата политичка определба, е неверојатно важен и ние мораме да овозможиме искористување на сите тие луѓе. Значи, твоја партија во никој случај нема да се бори за директорски места, за министерски места, за раководни позиции и слично, туку ќе се бори за достигнување на таква можност на директорските, министерските, раководните позиции да дојдат оние луѓе кои што најмногу знаат, кои што најдобро умеат, кои што имаат најсоодветно образование и вештини за тие позиции. Да ви кажам, тоа историчарите можат да го потврдат во секој случај, дури и една социјалистичка
Федеративна Југославија била многу мудра од тој аспект. По завршување на војната, тие не се откажале од сите оние кадри кои што биле дури и многу отворени поддржувачи на окупаторот. Значи имало поддржувачи на четниците, имало поддржувачи на усташите и слично. Меѓутоа, меѓу нив пак била интелигенцијата, имало професори. Да речеме, мене ми предаваше професорот Пухан, кој што бил отворен поддржувач на окупаторот. Меѓутоа, тој бил најголем експерт по римско право. И државата не се откажала од него, да го преместила од Хрватска, го донесла во Македонија за наша среќа и на тој начин го искористила оној мал интелектуален капацитет кој што постоел по завршување на војната. Третиот елемент е дека оваа партија има намера да биде многу прагматична и практична. Значи, прво и основно, напредокот не може да се мери според бројот на луѓе кои што имаат вакво или онакво богатство, туку бројот на луѓе кои што ги уживаат благодетите на развојот, благодетите на она што представува технолошки напредок на светско ниво. Потоа, има многу работи кои што во државата може да се направат со многу малку пари, кои што може да се направат без пари, ама не се прават заради тоа што едноставно некој не гледа лична корист во тоа. Значи, нашата прагматичност би била во тоа да ги туркаме тие работи, кај што другите не гледаат лична корист, кај што не гледаат повелете. Или гледаат премно. Или ги загрозува на некој начин, значи ние ги туркаме многу прагматично тие пари, под тие работи. И многу ние би се залагале за многу мали чекори. Значи, многу практични чекори. Некогаш она што, да речеме, што не воодушевува кај не биде ѓубре, е тоа што добро отишле, решили и исчистиле. Сите зборуваат, они отишле и исчистиле. Така, исчистиле едно делче. Тоа не е нешто многу, меѓутоа е еден практичен чекор. Значи, и сме против оние големи ветување и лаги кои што се спакувани во многу убава опаковка. За еден месец ке имаме поинако воздух ке дишиме, Господи Боже. Така, или за 2 месеци ке го исчистиме Вардар. Тоа, да речеме, во Австрија. Ја не сум сигурна ни како се вика реката која што тече низ Виена. Дунав е, нели? Дунав е? Значи, низ Виена си тече Дунав. И тие решиле дека пред 20 години вика низ Виена сакаме да ни тече чист Дунав прелуѓе и ќе направиме се што е можно таа река веќе да не биде калнива, да не биде матна, да не биде загадена. И си поставиле задачка, ама задачката ја поставиле не за еден месец, не за една година, 20 години. Значи, рекле, за 20 години ние сакаме да гледаме овдека чиста река. И за 20 години си добиле чиста река. Забраниле испуштање на загадувачи, поставиле филтри при дотокот на реката, поставиле посебни станици за мерење на чистотија, значи многу долгорочни начини и дефинитивно она што мене најмногу ми се допаѓа при практичноста е однапред поставени правила, процедури и критериуми за работа на било која институција. И да ви кажам, она што една мала партија мора да го направи. Јас сум голем љубител на научната фантастика и дефинитивно се држам до некои работи кои што можеме да ги научиме од таа научна фантастика и има една новела. Ја мислам дека е од Исак Асимов, ама не сум сигурна, бидејќи многу одамна имам прочитано, во која што се вика како со влијание F да се постигне промена А. Односно, да најдеме начин како мала партија
партија која што никогаш ке нема ни толку пари, ни толку луѓе, ни толку моќ, ниту некоја посебна апаратура, со минимални влијанија, меѓутоа на многу клучни точки, да предизвикаме домино ефект, значи каскадно влијание, како со каскаден резултат, каскадна промена, значи да потурниме една точка, а да добиеме промена која што ќе има влијание на целото општество. Да речеме, со мала законска промена, законска промена во која што ќе се речи во цела Македонија, во ниту еден момент не смее да има над 10 концесии дадени за каменоломи. Тоа влијание на кое што можеме да се концентрираме, што може да даде како резултат? Прво, да се спречи нарушување на животната средина, да се спречи делување спротивно на законите за просторно и урбано уредување, да се заштити земјиштето од се она што представува деградација, а она земјиште кое што може да се употребува за туризам, земјоделие, органска храна и слично. Да се заштитиме од се она што представува руинирање на патиштата, несоодветно користење на водата, да речеме, еве јас кај што живеам во општината Чучев Сандево, околу која што во моментов има 7 каменоломи, околу една општина има 7 каменоломи. И што се случува во летните месеци? Бидејќи на каменоломите им треба вода за работење и на машинеријата, меѓутоа и за прскање, за да не се дигаат облаците од прашина, тие почнуваат да ја земаат водата од водоводот, значи водата за пиење. И одеднаш во селата има слаб притисок. И тоа точно во времето кога работи каменоломот. Штом ќе престане да работат каменоломите, одеднаш притисокот во водоводот е супер. И почнаа луѓето да испитуваат и открија што е. Закон се решава ова све со закон за заштита на водите и прогласување нивно на национално благо. Каменоломи и здраво. И тоа се тие мали интервенции, извинете што ве прекинам. Ама буквално ги заштитуваме водите. Нема мини централи, нема каменоломи, нема све. Сливот им е заштитен, пријатно. Да, супер. Да кажам, се слагам и уствари треба убавки смерови да се